Што е инвитро фертилизација? Кога е вистинскиот момент да се направи вештачко оплодување? До која возраст треба да се чека? Колку е застапена во Македонија и колку брачни парови во текот на изминатиот период имаат добиено дете од епрувета? Одговор на овие, меѓутоа и на многу други прашања поврзани со инвитро фертилизацијата, утрово одговори ќе добиеме од доктор Клементина Кузевска од приватната болница Аџибадем Систина, специјалист акушер, гинеколог. Доктор Кузевска, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен Печат. Да, благодарам на поканата. Најавив дел од темите на кои што ќе разговараме. За сам почеток ќе напоменам само дека до овој момент само во вашата приватна болница направени се над 25.000 вештачки оплодувања и добиени се практично паровите кои што имале таква процедура, родени се околу 10.000 бебиња. Околу самата постапка, околу бројките и која е практично начинот и до кога треба да се чека за да се почне со инвитро фертилизација? Да, нашето оделение за инвитро фертилизација постои од самото основање на болницата Мала Богородица како предходник на Аџибадем Систина. Значи од 2001 година, тоа се 23 години. И првото бебе од епрувета, значи добиено по постапка на вештачко оплодување, е родено во 2002, значи 22 години од тогаш. Пионери во областа, апсолутно и регионално, во државата и регионално пошироко. Така да тогаш, практично од тогаш храбро чекориме по тој пат и навистина со врвни резултати кои што се споредуваат на светско ниво. Инвитро постапката се спроведува во делот за неплодноста кај брачните парови, односно кај партнерскиот пар кај кои сите други методи на некаков начин подпомогнато оплодување, односно помош околу постапката за оплодување била неуспешна или има практично индикационо подрачје, односно кога е апсолутно индицирано, значи кога постои непроодност на јајоводите и тежок машки фактор. Тогаш не постои начин, друга можност, освен по природен пат да се реализира бременост, освен со постапка на вештачко оплодување. Таа е на некој начин круна на сите наши методи кои ги спроведуваме во делот на асистирање, во делот за неплодност со овие методи на асистирана репродукција. Кога сме веќе кај постапката, може ли да ни објасните што значи практично вештачко оплодување и што се треба да направи едниот партнер, што другиот и кога е практично времето, кога е вистинското време да се направи вештачкото оплодување? Па видите, ние за неплодност прогласуваме тогаш кога после година дена условно регуларни незаштитени односи, кога парот не реализира бременост. Кога кај 85% од луѓето треба во таа година веќе да се случи бременост. После годината почнуваме со некакви базични исследувања и кај машкиот и кај женскиот партнер, врз база на кои заклучуваме каде е проблемот. Сега, ако навидум нема некој крупна пречка која што треба да ја премостиме на овој или оној начин, значи ние оставаме простор или со некаква блага асистенција продолжуваме да го третираме парот. Меѓутоа, ако веќе увидуваме дека после 3 години на тој начин не е реализирана бременост или оние умерени постапки на асистенција не вродуваат со резултат, тогаш веќе ги насочуваме према постапката на вештачко оплодување и рековме дека има делови, односно причини каде што е апсолутно индицирано. Возраста, ако постои значи индикација за спроведување на вештачко оплодување, е важна варијабла во смисол на тоа да треба да биде колку порано се почне. Што порано точно, поготово за женската индивидуа е тоа важно затоа што низ годините значи опаѓа фертилната способност кај жената, почнува да опаѓа на 35-та година, на 40-та веќе драматично опаѓа, до 42-та можеме да добиеме, да очекуваме резултат.
меѓутоа над таа возраст веќе скоро и да невозможно. Оние возрасти што се над 45 годишна возраст веќе се повеќе донорски програм, значи дали со купена јајна клетка, што и во нашата болница се работат сите типови на донорски програми. Во тоа е исто пионерството во регионот, затоа што ние имаме многу пациенти од околината, регионални, од Србија, од Хрватска, каде што се поригорозни закони за биомедицинско потпомогнато оплодување, доаѓаат кај нас токму за оваа работа и сме навистина етаблирани и познати по квалитетот на работа и по успешноста. Кога сме веќе кај возраста, рековте дека што е помлада е мајката, идната мајка, практично толку е поуспешна вештачкото методата. Да. Која е најмладата, која е најстарата ваша пациентка која што вие сте? Па ние, ако ги земеме овие донорски програми, ние имаме пациенти преку 55 години што успеваме да ги на овој или на онај начин, нели, да реализираме бременост, меѓутоа таа возраст од 50-та година во светот е некако возраст во која што и тие донорски програми понатаму не се препорачуваат. Кај нас не постојат возрастни разлики за сите методи што ги спроведуваме, затоа што таа мајка треба да биде сепак и здрава, да може да се грижи за тоа дете, не е само формално да се реализира, нели, мајчинството. Така да имаме возрастни пациентки со тие програми. Значи до 45-та се реално резултатите можни, успешни кај жена со собствени јајни клетки. Разбирате, најмладата секако ако постои индикација имаме, да. Може да биде 25 години. Може, ако е индицирано. Со самата постапка, откако ќе се утврди, нели, дека парот е неплоден, односно не може на било кој друг начин да се реализира бременост, што понатаму? Значи, каква е подготовката кај жената, каква е подготовката кај мажот, колку трае цела процедура? Така. Значи, се прават оние основни исследувања, нели, спермален примерок кај машкиот партнер со други некои параметри во инфективни се лабораториски се одредуваат, тоа е поедноставниот дел. Жената е секако треба еден клинички преглед, значи морфологијата на генеталниот тракт да се утврди со ултразвучни или со клинички преглед, со да се евентуално предвиди да не има некоја пречка органска од тој тип што ќе би влијаело на успешноста на методата. Лабораториски хормонски анализи, микробиолошки се прават тестови пошироки, така да мораме да имаме во предвид, затоа што користиме хормонска терапија како инекциона терапија, која што треба практично да го знаеме и да ја знаеме на некој начин и стартниот профил на пациентката и кој е многу специфичен во низината и моќна да ја предвидиме на реакција, за да знаеме према возраста, према капацитетот нејзин за реакција, према јајничното ткиво и хормонската реакција, да ги предвидиме и терапијата. Значи правиме индивидуална процена на пациентката, тоа е важно. Стартуваме најчесто во циклус со таа инекциона терапија, која и целата процедура за 2 до 3 недели се завршува. Значи на основа на дневни визити се прават прегледи, практично се изложува организмот на стимулациони хормонски инекции кои ги стимулираат јајниците за да можат да реагираат побурно, се имитира природниот циклус. Со тоа што значи појака реакција од јајниците очекуваме за да добиеме, нели, повеќе фоликули, односно потенцијални повеќе јајни клетки кои што би ги искористиле во процесот на оплодување. Значи денот кога проценуваме во текот на следењето врз база на ултразвучни и лабораториски параметри колку и кој квалитет на одговор добиваме. Проценуваме кога да ги да терминираме методата со тоа што закажуваме пункција во кратка анестезија, таа е безболна процедура за пациентката. Ги вадиме со трансвагинален пристап под ултразвучна контрола јајните клетки од јајниците. Ги даваме на ембриолозите наши, на ембриолошката која се апсолутно вториот дел од алката која што е важна за успешноста на методата, тие практично ги
го вршат оплодувањето истиот ден и партнерот остава примерок. Значи се прави асистирано оплодување на добиените јајца и на сперматозоидите и ги следиме во наредните денови ембрионите на развој, да видиме колку и како се оплодиле и врз база на процената нивна одлучуваме барем 2 враќаме во матката за да може со поддржна терапија во наредните 2 недели да очекуваме веќе позитивен резултат. Тоа е некако методата вака во некоја скратена верзија, да. Околу бременост, во принцип во народот постои не е стигма, меѓутоа некакво верување дека тие бременности се многу потешки. Како е понатаму? Значи, дали идната мајка треба да лежи еден одреден период, дали нормално може да функционира или се во народот е малку тоа прифатено дека треба да постојат рестрикции, медицински не е докажано тоа. Така, жените знаат да одлежат после процедурата во тие 2 недели кога ја примаат таа поддржна терапија. Не е апсолутно препорачано од наша страна, можат најнормални животни и работни активности да тераат. Бременостите сами по себе не значат дека се покомплицирани ако се добиени со постапка на вештачко оплодување, не значи дека треба да роди со царски рез. Тоа се предрасуди дефинитивно. Ако мајката е по други основи здрава и ако нема некоја самата бременост, некаква патологија, значи постапката не ја обременува, сакам да кажам, не ја прави покомплицирана. Е така. Околу, бременоста, кажавме дека не е комплицирана, меѓутоа колку пати и колку време треба да помине од една до друга бременост направена на овој начин? И дали е поризична, да кажеме, вториот пат од првиот или нема ризик повеќе, едино мајката ако е постара, тој дел ги носи ризиците. Значи, ако не е успешна методата, ќе кажам, ако не е реализирана бременост, значи веќе после 2-3 циклуса можеме да стартуваме со нов обид. Тоа е тој период кога очекуваме дека хормонски би требало да се стабилизира организмот. До 6 месеци еве условно, затоа што таа е некоја рамка која што Фондот за здравствено осигурување на македонските осигуреници им нуди можност за 3 постапки како ваучери кои што ги покрива трошоците на самата постапка и тие се практично кои што ја временската рамка и на некој начин ја дирижираат на 6 месеци веќе за 6 месеци може да се отпочне повторна постапка. Приватните пациентки веќе за 2 до 3 месеци ние ги повторно ги внесуваме во процедура. Инака самата бременост како бременост со родено дете зависи и начинот на кој што е породена. Значи ако е со царски рез веќе сигурно најмалку 2-3 години меѓу после царскиот рез се препорачува да не биде мајката трудна, така да тоа се некои општи препораки. Значи не е процедурата таа која што на некој начин ги додава тежина на понатамошниот тек или за следно дете или така понатаму. Имате ли некоја рекордерка во ваши услови колку пати има направено инвитро фертилизација? Има, значи има да не сакам да кажам има 7-10 пати. Значи нашиот дел е важен и стално им го потенцираме тоа на пациентите. Успеала само пациентка која што не се откажала, односно која што практично не остапува од патеката. Ние сме тука да ја помогнеме, да ја поддржиме, да не се декуражира, да одиме понатаму. Значи само упорните успеваат, има 7-10 пати инвитро, па имаме позитивни. Друг ми беше мавето од колку пати родила бебе на ваков начин, дали 2, 3, 4? Па има 3 пати, има, да. 3 пати со инвитро. Да, има, да. И за крај, доктор Кузевска, околу пакетите кои што ги нуди вашата болница, има некој новитет кој што не е за занемарување. Тоа се 10% попуст, меѓутоа и бебиња, мислам сите практично, не само бебињата, него сите членови на семејството добиваат некаков попуст, ама ајде ќе ве оставам вас да ја кажете. Тоа се новини, нови промоции на нашите практично лојалноста кон болницата на некој начин ја наградуваме. Значи бебе родено во нашата болница и неговото потесно семејство добиваат за сите здравствени услуги доживотен попуст од 10%. Сега во однос на нашиот дел за репродуктивната медицина, значи бебе родено со инвитро постапка исто го добива практично процентот на попуст во пакетот на породувањето. Секој нареден второ или трето бебе
значи процентот за зголемува. попуст се зголемува. Така да ние сме пријателски настроени према сите наши деца во смисол на тоа да остануваат наши доживотни пациенти, ме разбирате? Така да ние сме едно големо семејство кои што и на овој начин сакаме да покажеме и докажеме дека сме тука за нашите пациенти како тим, како болница, ме разбирате? И уште едно прашање за крај на интервјуто, колку бебиња од епровета годишно се раѓаат во Систина? Има ли некоја бројка во која година, пример, имало таква статистика кога бил рекордот на вакви бебиња? Па, ние генерално работиме околу 1000 и нешто процедури годишно. Значи, 1/3 од тоа се секогаш наши бебиња кои што најчесто се раѓаат во нашата болница. Значи, околу 350, грубо кажано, бебиња од епровета добиваме годишно. Годишно само од нашата, така. И околу возраста на мајките, општо, значи, без разлика дали станува збор за инвитро оплодување или имаме впечаток дека се повеќе се зголемува таа возраст и дали таа е една од причините за да се доведе практично тој брачен пар бидејќи покасно стапил во брак да има потреба од инвитро фертилизација? Па дефинитивно возраста ги обременува во смисол на, значи се јавуваат проблеми низ возраста кои што се одразуваат на плодноста. Така да современиот начин на живот за жал го налага тоа, се повеќе мајки ја одлагаат репродукцијата во подоцнежни години кога се доведуваат во состојба да е неопходна наша асистенција, помош. Па затоа ги охрабруваме новиве генерации да што порано ја реализираат репродукцијата, затоа што е тоа некако најприродно и најлесно, ме разбирате. Така да, меѓутоа младите се информираат се почесто и полесно. Информирани се, меѓутоа многу потешко остануваат мајки и родители, општо кажа. И добро, има на пример една тенденција во поново време за затоа што се подобро информирани, доаѓаат па за зачувување на јајни клетки. Значи таа social freezing што викаме, за зачувување, замрзнување на јајни клетки, репродукцијата секако, ако не се во моментот во состојба да одлучат за да реализираат потомство, значи барем ако ништо друго, значи зачувуваат јајни клетки кои што се со добар квалитет, кои што имаат добра оплодна моќ, кои што во времето кога ќе биде погодно за нив, ќе ги употребиме и ќе имаме сигурен резултат. Така да тоа е тоа некако. Доктор Кузецка, ви благодарам многу за гостувањето во Слободен печат. Задоволство навистина, не е така. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете не на сајтот на Слободен печат и секако очекувајте го излегувањето на нашиот весник. Ви благодарам на вниманието.